Загадениот воздух во Кочани ќе се чисти и со специјални владини мерки. Од наредната година, за општината која веќе извесен период фигурира како најзагадена во регионот, но и во државата, ќе важат мерките кои државата ги предвидува во така наречениот план за чист воздух. Општина Кочани влегува и во планот за чист воздух за следната година во рамки на помошта што ја даваме за одредени општини. Одредени јавни институции ќе бидат приклучени повторно на геотермалниот систем и на тој начин нема да загадуваат, и во содейство со други фактори ќе направиме една дополнително мерење за да докажеме дека постапките што ги правиме се во ред. Ова е продолжение на активностите на ресорното министерство, откако претходно во Кочани беа извршени вонредни контроли, а на една фирма времено се стави и клуч. Министерството за животна средина во содейство со инспекторатот, државниот инспекторат за животна средина, после посетата ја што има во Кочани и после разговорите што ги имавме таму, лоциран беше загадувачот и загадувачот доби забрана за работа се додека не постави електростатски филтри на својата компанија каде што работи и произведува, и тоа е во сила од страна на инспекторатот. Таа одлука е донесена и очекуваме од кога ќе биде инсталирани филтрите врз база на мерење и да добија дозволата за продолжување со работа. Сепак, се во ова за кочанските активисти за чист воздух не е доволно, зашто воздухот во Кочани е далеку од чист. Гледаме дека со затварање на една од фабриките во градот, истиот проблем не беше решен. Тоа оставува сомнеш дека постојат и други фабрики кои што користат несоодветни средства за огрев. Проблемот со загадениот воздух во Кочани е актуелен неколку години, но вниманието на надлежните тој го сврте дури откако граѓаните излегоа на протести и блокади. Нешто што на Кочани може повторно да му се случи.